Почитувани гледачи, добро вечер. Еве сме на почетокот на уште едно издание на емисијата Отворено со општината. А наш и ваш вечерашен гостин во оваа емисија е господинот Тони Милушев, раководител на Оделението за локален економски развој при општина Струмица. Господине Милушев, добро вечер и добро дојдовте во Отворено со општината. Добро вечер и на вас. Особено чест и задоволство ми е да бидам гостин во вечерашната емисија, да бидам гостин во вашата телевизија, да зборуваме за еден многу значаен ден, 3 декември, меѓународниот ден на лицата со посебни потреби. Токму така. Токму така, денес е значаен ден, на ниво на целиот свет се одбележува 3 декември како светски ден на лицата со посебни потребни или светски ден на лицата со хендикеп, бидејќи офаќа повеќе ранливи категории овој ден, иако ќе се согласиме дека бидејќи сите граѓани сме рамноправни, тие ги заслужуваат и останатите 364 денови во годината, бидејќи денес е овој ден, светски ден на лицата со посебни потреби, се поставува прашањето колку општина Струмица води грижа за овие лица. Да, денеска е 3 декември, меѓународен ден на лицата со посебни потреби, значаен ден, кој што се одбележува низ за пригодни манифестации и активности во сите држави во светот, секако во Република Македонија и во тој контекст и во општина Струмица. Имајќи ги информациите од Светската здравствена организација дека над 1 милијарда луѓе, односно 15% од вкупната популација во светот, живеат секојдневно со некаков вид на попреченост, односно хендикеп, или 10% од вкупната популација во Република Македонија, односно над 200.000 жители во Република Македонија живеат со хендикеп, ние мораме да констатираме дека се работи за една сериозна, алармантна ситуација, заради која што мораме заеднички и централната власт и локалната власт да градат механизми како и на кој начин ќе се справуваат со оваа ситуација. Во секој случај, стапката на инвалидност се зголемува. Се зголемува заради глобалното старење на населението и во секој случај заради зголемување на хроничните заболувања на глобално ниво. Значи, тоа се проблеми кои што не смееме да ги занемариме. Во секој случај, инвалидноста најмногу се дефинира, односно е видлива кај жените, кај старите лица, кај децата, кај возрастните од сиромашните средини. Како и да е, значи земјите со помали приходи во секој случај имаат многу повисока преваленца на инвалидност од земјите со повисоки приходи. Но во секој случај мораме сите заеднички да работиме да ја надминуваме оваа ситуација. Добро. Во поглед на прашањето колку општина Струмица води грижа за овие лица, за овие ранливи категории граѓани? Значи, слободно можем да кажем и за општината, но претходно сакам во овој контекст да нагласам дека сите овие лица ги имаат, односно ги уживаат истите права согласно документите во закрила на Организацијата на Обединетите нации, но сепак тие се уште се среќаваат со огромни проблеми во остварувањето на истите. За жал, во сите средини постои се уште стигматизација, постои дискриминација, постојат предрасуди на кои што мораме многу да работиме. Согласно соопштенијата кои што се објавени на веб страницата на Институтот за јавно здравје, значи можеме да видиме степенот оценката за степенот на попреченост на физички и ментален хендикеп. Значи, оваа категорија на граѓани се категоризираат во повеќе категории. Значи, тоа се лица со оштетен вид, тоа се слепи лица или слабовидни лица, лица со оштетен слух, тоа се глуви или наглуви лица, лица со слаба, средна или длабока ментална попреченост, тоа се телесно инвалидизирани лица, лица со аутизам и лица со повеќе видови на попреченост. Тука се претпоставувам и лицата заболени од Даунов синдром и така натаму и така. Секако. Но суштината е дека ние сите мораме заеднички да создадеме услови овие лица со посебни потреби да се чувствуваат среќни и задоволни
и да се чувствуваат подеднакво значајни во локалната заедница како и сите други. Да бидат дел од нас, да бидат дел од заедницата, да бидат дел од општеството. Апсолутно. Така. Во тој контекст, општина Струмица, уште со самиот процес на децентрализација во рамките на Законот за локална самоуправа во 2002 година и понатаму согласно Законот за социјална заштита во 2009 година, настојуваше да размислува, односно своите стратешки и визионерски размислувања да ги концентрира во креирањето на политики каде што социјалната заштита и потребите токму на тие лица со посебни потреби ги стави како приоритетни области. Да креира такви политики кои што ќе овозможат унапредување и подобрување на животот на овие граѓани кои што се дел од сите нас. Така. Во тој контекст сакам да нагласам дека уште со самото отпочнување на креирањето на тие политики, односно креирањето на стратешки документи, акцијски планови кои ги дефинираат тие политики, таа целна група, односно тие граѓани со посебни потреби, беа консултирани, беа перципирани како активни чинители, односно партнери во креирањето на тие политики, за да може општината директно да ги артикулира нивните потреби и проблеми и на тој начин заеднички да придонесуваме во подобрувањето на нивниот живот и севкупниот амбиент во локалната заедница. Така. Се согласувам дека е тоа така. 3 декември е ден кога градоначалникот го користи тој ден. Не велам дека тоа не го прави во текот на целата година, меѓутоа 3 декември се совпаѓа со периодот кога се креира буџетот на општина Струмица, нели? За наредната година и тогаш остварува средби со Сдружение на граѓани кои во себе содржат такви или штита такви лица, нели, со посебни потреби, и тука ги сондира тие мислења, тие нивни барања и така натаму, и потоа ги инкорпорира во буџетот за наредната година. Се надевам дека тоа ќе биде така. Какви се плановите? Така, значи при крај сме на фискалната година, ја затвараме оваа 2015 година и размислуваме, односно креираме нов буџет за 2016 година. Уште со самото започнување на фискалната децентрализација, општина Струмица беше прва општина која што почна да креира партиципативен буџет. Значи тоа стана пракса. И ова година, значи ние креираме, односно градиме партиципативен буџет. Што значи тоа? Тоа значи дека ги консултираме јавно сите граѓани во општина Струмица, вклучително и таа група на граѓани со посебни потреби, за да сите заеднички во некаква организирана форма на консултација, во овој случај спроведување на форуми во заедницата, да сите имат подеднакво право да разговараат, да дебатираат, да предлагаат своји проекти кои што ќе бидат инкорпорирани во програмите на буџетот на општината, за да очекуваат финансиска поддршка за реализација на истите во наредната 2016 година. Се уште е рано, иако е месец декември, таа завршна седница на која се донесува буџетот на општина Струмица, на која ќе треба, нели, да се донесе буџетот на општина Струмица за наредната 2016 година, ќе се одржи како и секоја година, така и годинава кон крајот на месецот. Па останува да видиме што ќе ни каже градоначалникот истата вечер, веќе закажуваме емисија со него, повторно во рамките на Отворено со општината, па ќе видиме оттаму тој разговор колку тие проекти предвидени за тие ранливи категории граѓани се влезени во буџетот за 2016 година, но за тоа нели ќе го дочекаме крајот на месец декември. Она што мора да го рачистиме е дека социјалната заштита е целосно под ингеренција на централната власт. Па од тука, колку законската регулатива дозволува ангажираност на локалната самоуправа за действување во областа на социјалната заштита? Носители на социјалната заштита се централната власт преку Министерството за труд и социјална политика,
но и единиците на локалната самоуправа. Така, добро. Значи, уште со процесот на децентрализација, односно во рамките на Законот за локална самоуправа 2002 година, дел од социјалната заштита беше децентрализиран, симнат на локално ниво. Значи, во рамките на овие законски регулативи, односно подзаконски акти, кои што ги носи државата и секако локалната самоуправа, општината мора да се однесува согласно своите надлежности кои што ги има со Законот за локална самоуправа, регулирани во член 22, став 1 алинеја 7 од Законот за локална самоуправа и во членовите 11 и 12 од Законот за социјална заштита, каде што е регулирано начинот на спроведување на социјалната заштита. Согласно тоа, општината има и доволно ингеренции и надлежности и во овој момент да придонесува, да работи и спроведува социјалната заштита, односно да делува во однос на подобрувањето и подигнувањето на квалитетот на животот на граѓаните кои што имаат потреби од услуги во рамките на социјалната заштита. Добро. Како ја оценувате соработката, иако начнавме малку околу тоа, како ја оценувате соработката со оваа категорија граѓани, колку помагате во нивното организирање со оглед на тоа дека тие преку своји здруженија, нели, како што вие рековте, ги артикулираат своите потреби и барања? Во моментот можам слободно да кажам дека соработката со овие здруженија, односно организации кои што работат на оваа проблематика на едно многу завидно ниво. Меѓутоа не можам да кажам дека тука застануваме и дека тоа е доволно и дека во иднина нема тоа да го унапредуваме или подобруваме. Меѓутоа слободно можам да кажам дека ова завидно ниво кое што вечерва јас го акцентирам беше еден подолготраен процес во еден подолг временски период. Реков, значи тоа се случуваше уште од 2005 година, па еве сега до 2015 година, тоа беше некаде 10 годишен временски период. Цела една деценија. Апсолутно, во кој што ние се обидувавме да ја воспоставиме таа соработка. На почетокот ние се обидувавме да изградиме еден систем на разбирање, на доверба, за да на крајот дојдеме до ситуација да изградиме една таква партнерска соработка која што ќе го дефинира ова денешно ниво. Значи, што се случуваше на почетокот? На почетокот едноставно ние се слушавме. Значи, ги слушавме нив, ги слушавме нивните проблеми, ги слушавме нивните потреби и тие нас не слушаа. Значи, ги слушаа нашите можности и се запознаваа со надлежностите на општината, за да можеме после заеднички да разговараме и да бидеме реални во она што го работиме. Во рамките на тие надлежности. Апсолутно, во рамките на тие надлежности. И тоа беше еден силен процес, кој што ја дефинира таа соработка. И предпоставам од година во година тоа се унапредуваше, се надградува. Сакам да кажам што се случуваше на почетокот. Значи, сите тие здруженија кои што се занимаваа посебно со одредени области од оваа сфера, делуваа изолирано, беа на некој начин маргинализирани, не делуваа организирано, немаа соодветни простори каде што можат да ги градат своите капацитети и ефектите од нивното работење навистина беа минимални. Но општината, како што реков, во рамките на тој процес настојуваше да ја гради и да ја унапредува таа соработка. Значи, на почетокот се обиде да обезбеди простори со кои што општината располагаше и да ги стави на располагање на тие здруженија на граѓани кои што работат во таа сфера, без финансиски надомест, се обиде во рамките на своите можности и надлежности соодветно да ги опреми со техничка опрема, помагала
со нагледни средства за да се создадат услови за непречено работење и функционирање на тие здруженија. Меѓутоа, почнавме и заеднички да ги градиме капацитетите. Значи, почнавме да градиме капацитети во смисла да самите здруженија можат самостојно да креираат своји годишни програми, да креираат проекти во рамките на своите годишни програми, за да можат да користат финансиски средства како поддршка и од извори од локалната власт, и од извори од централната власт, па дури и од меѓународни извори на финансирање. Супер. Добро. Следното прашање, може ли да наведете, кога зборуваме, вие рековте многу сме задоволни од таа соработка со Здруженијата на граѓани кои третираат лица со посебни потреби, но тоа задоволство е взаемно. Ние како новинари знаеме да направиме анкета меѓу нив, нели, посебно на тие средби кои ги има градоначалникот со таквите здруженија, и обично сме правеле разговори со луѓе од тие здруженија и нивното задоволство е навистина големо од тоа колку градоначалникот и општина Струмица се посветени во тој дел да им помагаат на тие лица. И тоа е добро, нели? Може ли да наведете кои се проекти ги има реализирано општината во интерес на лицата со посебни потреби? Значи, повторно ќе кажам, уште на почетокот на 2005 година, кога започна процесот на таа фискална децентрализација и кога се создадоа услови да посветено и активно работиме на таа проблематика, општината почна да реализира и проекти заедно во партнерска соработка со овие здруженија на граѓани. Меѓутоа, во овој контекст сметам дека е многу подобро да зборуваме за достигнување отколку за некакви статистики и бројки за реализација на проекти. Затоа сакам да напоменам конкретни реализации на проекти кои што секако се добра практика која што можат да ги користат или да се водат и другите општини во државата. Бидејќи, верувајте, општина Струмица е една од водечките општини со таквите силни достигнувања и таквите практики кои во многу случаи сме поканувани и повикувани да ги споделуваме со другите општини, за да и тие придонесуваат или функционираат на тој начин. Значи сте урнек во Република Македонија, добар урнек. Секако. Значи, сакам да кажам дека уште на почетокот се формираа, односно се отворија со поддршка на општината неколку социјални клубови. Што значи тоа? Тоа беа социјални клубови, односно места каде што здруженијата на граѓаните, кои што третираат посебни целни категории, да беспрекорно функционираат, ги реализираат своите годишни програми, своите активности и да придонесуваат за подобрувањето на нивниот живот во локалната заедница. На почетокот се соочувавме со архитектонски бариери. Тоа беше проблем во однос на комуникацијата на лицата со телесен инвалидитет. Значи, ние отпочнавме со надминување на тие архитектонски бариери и создадовме една пракса континуирано тоа да го реализираме уште во рамките на проекциите и на новите тротоари, на новите улици, така што денеска веќе низ целата територија на општина Струмица сведоци сме дека постојат такви премини каде што без пречки луѓето кои што користат колички или друг вид помагала можат слободно да се движат и да си ги остваруваат своите потреби во однос на услугите кои што ги даваат другите институции. Така, се сеќавам на тој проект започна многу одамна, пред 10 години, кога на почетокот тие архитектонски бариери беа поставени во централниот, најпреми во централното градско подрачје, па потоа и поширокото градско подрачје, и знам дека реакциите од страна на претежно телесно инвалидизираните лица кои се движат со колички беше навистина воодушевувачки, бидејќи тоа им недостасува. Кога сме веќе тука, памнете си го зборот колку е тоа важно за лицата со телесен инвалидитет пред се. Јас знам честопати да ја раскажувам таа приказна.
пред 15 години точно, бев на еден студиски престол или на една новинарска работилница во Вашингтон, во Соединетите Американски држави, и она што ми беше прв печаток и ми беше малку чудно невидувачки, е дека во главниот град на Соединетите Американски држави има многу луѓе со телесен инвалидитет, луѓе кои се движат со колички. И ми беше малку чудно како, од каде сега толкав број на инвалидизирани лица, бидејќи каде и да се најдеш во било кој дел на Вашингтон, заврти се околу себе, ќе видиш такви луѓе. Па си поставував на почетокот прашање од каде сега ова, дали има многу болни луѓе во Вашингтон, дали е тоа последица на војните од, не знам, Виетнам, од Кореја и така натаму, дали има многу сообраќајни несреќи и така натаму, но тоа е прв печаток, го надминува сознанието дека не, тие американците работат на тоа инвалидизираните лица да бидат присутни во секојдневието. Токму така. И тоа е причината. Токму така. Наместо да седат дома, тие се дел од нас, нели? Дел од заедницата, од општеството и така натаму, и сега продолжете со другите проекти. Токму така, тоа сакав да го потврдам, значи, имајќи во предвид дека таквите лица кои што користат такви помагала, а оневозможени слободно да се движат во нашата локална заедница, секако дека беа затворени во своите домови, не беа јавно присутни во локалната заедница и затоа ние можеби имавме лажна перцепција или слика дека и во нашата локална заедница таквите лица се многу малку или ги нема. Меѓутоа, од кога почнавме да се грижиме, односно да размислуваме да ги решаваме таквите проблеми, посебно таквите архитектонски бариери во централното градско подрачје, кое што понатаму после стана навика да таквите премини ги правиме и на сите улици, на сите тротоари, значи тогаш видовме, односно ни стана јасно дека таквите луѓе и кај нас во нашата локална заедница ги има. Присутни се, бидејќи им дадовме услови за слободно движење. Меѓутоа, верувајте се, уште свеста кај граѓаните е на нешто пониско ниво, бидејќи она што значи еве во моментот хоризонтална сигнализација во смисла одбележување на посебни паркинг места по булеварите, по улиците каде што не смеат да бидат паркирани други возила, бидејќи тие паркинг места исклучиво се резервирани за возилата, за лицата со посебни потреби, ние секојдневно гледаме дека врз нив има паркирано возила, меѓутоа и тука работиме, значи, со разни кампањи на подигање на оваа свест. Значи, работиме на многу други проекти кои што ќе значат подобрување на животот во иднина. Еве, во најскоро време планираме да работиме многу посветено на поставувањето на звучната сигнализација на раскрсниците во централното градско подрачје, кој што секако повторно ќе ни биде пракса тоа да биде реализирано и на сите други семафори, на сите други раскрсници на територија на општина Струмица. Имаше и други проекти, работилници за лица со телесен инвалидитет и така натаму, но немаме толку време. Колку од овие нешта кои ги спомнавте имаат бенефит токму ралливите категории граѓани, односно лицата со посебни потреби? Имаат и тоа доста имаат. Еве, јас ќе наведам неколку практични примери. На почетокот на соработката со Сдруженијето за лица со ментален хендикеп, односно лица со посебни потреби, Порака Струмица, се воспостави дека Сдруженијето, како што понапред спомнав, функционира самостојно, изолирано, неорганизирано, без услови за работа. Значи, општината, отварајќи го овој социјален клуб за децата со ментална попречност, односно за лицата со ментална попречност, опремувајќи го со соодветна опрема, со нагледни средства, создаде услови за нормален престој во тој клуб и нормална работа и функционирање на членовите на Сдруженијето во тој клуб. Понатаму и самото членство, односно оние лица кои што го водат тоа Сдружение, изградија капацитети да креираат соодветни развојни програми кои што ќе бидат
унапредување на нивниот живот. Тоа беше една појдовна основа да тие изградат доверба и кај семејствата кои што имаат лица со посебни потреби, односно ментален хендикеп, односно деца со ментална попреченост, да ги извадат од своите домови. Дотогаш тие деца беа скриени, невидливи деца, да ги слободно инкорпорираат во работата на тоа здружение, односно колективно да делуваат заедно со тие деца. Уште поголем бенефит беше што успеа да привлечат волонтери кои што имаа голема желба да работат со таквите деца, да работат на унапредување на нивните политики, на нивните програми, за да сето тоа биде еден сублимат кој што ќе значи подобрување на целокупното општествено живење. И уште позначајно, тие станаа препознатливи и на локално ниво, и на централно ниво, со нивното влијание во однос на креирањето и на локалните и на државните политики. Така. Кога сме веќе тука околу тоа колку локалната самоуправа ги помага тие лица, не смееме да забораваме дека општината и градоначалникот на општина Струмица редовно ги помагаат организираните форми на одредени манифестации од било каков тип. Претежно тоа е културни, спортски манифестации кои се одржуваат во нашиот град и во нашата општина. Да не забораваме, тука се литературните вечери кои се одржуваат долги години наназад во хотелот Цар Самуил во Бајнско. Тука се музичките средби на телесно инвалидизираните лица од цела Македонија, доаѓа сите здруженија на телесно инвалидизирани лица. Тоа е тој сојуз кој сега се вика мобилност, нели? Тука се шаховски првенства кои се одржувале за глуви, наглуви и така натаму и така натаму. Една плејада, еден конгломерат на активности за кои секогаш како покровители и како помагатели се градоначалникот и Советот општина Струмица. На прагот сме на нова буџетска на 2016 година, колку лицата со телесен инвалидитет може да очекуваат од свое место во тој буџет. Ние предмалку зборувавме околу тоа. Така, меѓутоа јас сакам да истакнам дека во однос на она што општината прави, во однос на вклучувањето на таквите лица со посебни потреби во целокупното општествено живење на заедницата, морам да истакнам дека општината од секој пат настојувала да биде општина за сите граѓани. Општина по мерка на граѓаните. И во тој контекст подеднакво вклучување на сите граѓани во нашето секојдневно општествено живење. Вие спомнавте дека општината секој пат е партнер и поддржувач на нивните активности кои што го дефинираат нашето секојдневно општествено живење. Бројни се таквите манифестации кои што се одржуваат. Еве и денешниот ден, Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби. Веќе во општина Струмица се реализираат разни настани и манифестации кои го одбележуваат овој ден. Сдруженијето за лица со посебни потреби порака, организираше хуманитарна акција во која што децата изложуваат своји креации, своји творби, чии што средства прибрани од таа хуманитарна акција, се даваат во хуманитарни цели. Општината секој пат ги поддржува сите настани. Имавме, представи, организирани представи, каде што децата со посебни потреби се инклузирани во таквите настани со другите деца кои што, на некој начин, ја имале таа среќата да бидат здрави и да не бидат деца со некаква попречност. Општината ги поддржува бројните такви настани, како што се веќе познатите настани кои што ги организираат лицата со телесен инвалидитет, познатата тортијада, каде што општината и сите граѓани се вклучени, и тоа е еден настан кој што дава посебен акцент на нашето секојдневно обстојување.
И градоначалникот, како што рековте, настојува во сите сегменти овие целни групи да бидат максимално поддржани. Значи, во изминатите 10 години речиси традиционално градоначалникот на самиот ден на лицата со посебни потреби организира средба со таквите здруженија кои што ја третираат таа проблематика, односно област, и отворено на тетата средба со нив разговара за нивните потреби, за нивните проблеми, за достигнувањата, значи во тековната година и за планирањата во наредната година. Можам во оваа прилика да ги поканам здруженијата на таква средба во недела на 6 декември 2015 година со почеток во 12 часот во Дом на Арама по повод денешниот ден на иста таква средба, за да можеме да заеднички разговараме, да дискутираме и да сите нивни потреби и проблеми, како што рековте, ги зема градоначалникот во предвид за да бидат инкорпорирани во програмите од буџетот за 2016 година. Така. И тие нивни барања, тие нивни потреби секогаш се внесени во секој буџет на општина Струмица, па се поставува прашањето кои се критериумите за распределба на тие средства, по кој клуч се делат парите, има ли некој привилегиран, некој помалку привилегиран? Значи, и понапред спомнав дека општина Струмица креира партиципативен буџет и води сметка во овој буџет, во програмите кои што се составен дел на буџетот, да влегуваат приоритети, односно проекти кои што ги тангираат сите целни групи. Во таа насока и се предвидуваат финансиски средства во посебни програми од буџетот кои што се стават на располагање на таквите целни групи, односно здруженија. Значи, во никој случај не постоело приоритизација на одредени или фаворизација на одредени здруженија во процесот на добивање на таквите финансиски средства. Финансиските средства секогаш се распределуваат согласно јавна процедура, јавна утврдена процедура. Значи, оваа година работиме на подобрување и унапредување на токму таа процедура за распределба на финансиските средства за невладините организации. И токму тие здруженијата на граѓаните, заедно со општинската администрација, со членови од Советот и другите членови од релевантни актери, ја креираат таа јавна процедура, која што ќе биде доставена до Советот на општина Струмица, усвоена од Советот на општина Струмица и согласно која општината ќе постапува во рамките на она што значи распределба на финансиските средства. И што е поважно, Советот на општина Струмица ќе донесе одлука за распределба на финансиските средства, а комисијата која што е задолжена во рамките на таа процедура да ја следи реализацијата и извршувањето на активностите од проектите кои што се финансирани од општина Струмица, ќе мораат да подготвуваат официјален извештај и со тој да известуваат пред Советот на општина Струмица за да се елиминираат секакви можни шпекулации или забуни дека општината на нетранспарентен начин ги доделува средствата. Значи, општината секој пат настојувала да биде транспарентна и отчетна кон граѓаните и во тој контекст затоа настојува таквите процедури секогаш да ги унапредува, да ги подобрува и во овој момент слободно можам да кажам дека општина Струмица повторно е лидер во креирањето на таквите јавни процедури. Повикани сме да бидеме пример и да ја споделиме нашата позитивна практика со другите општини. Во поглед на транспарентност, чинам дека е илузорно да се разговорат, да се трошат зборови, бидејќи тука е тоа и признание што го има општина Струмица во поглед на најтранспарентна општина во Република Македонија. Кога сме веќе за кај нештата кои значат помош или одговарање на барањата и потребите на
лицата со телесен инвалидитет и со сите други ранливи категории граѓани, не изостанува благодарноста од тие институции кон општина Струмица и кој градоначалникот, да има многу бројни награди и признанија. Јас само ќе спомнам едно од нив, се сеќавам дека пред, не знам, можеби 8-9 години, во Скопје по повод еден јубилеј на Сојузот на телесно инвалидизираните лица на Република Македонија, беше доделена една златна плакета и таа плакета во Скопје во домот Даре Џамбас, мислам дека се викаше, ја доби токму градоначалникот општина Струмица. Добро. Колку, господине Милушев, според вас локалните јавни институции водат грижа за лицата со посебни потреби? Во овој момент можам да кажам дека соработката на општина Струмица со другите јавни институции на некакво завидно ниво, но во никој случај не можам да кажам дека е тоа одлична соработка. Значи, тука има огромен простор за соработка и подобрување на истата. А што се однесва колку тие како јавни институции водат грижа за лицата со посебни потреби, тоа е сепак лична перцепција. Тоа граѓаните го гледаат, го перцепираат. Јас лично гледам дека дел од јавните институции, за жал, се уште малку прават во однос на подобрувањето на условите, односно потребите на лицата со посебни потреби за остварување на своите права, односно услуги од самите јавни институции кои што ги даваат. Во смисол на пристапни рампи. Апсолутно, тоа сакав и да го кажам. Значи, општина Струмица во рамките на своите, значи, политики и активности направи пристапни рампи, речиси, до сите објекти кои што се во надлежност на општина Струмица. Меѓутоа, за жал, јас како обичен граѓанин во ова локална заедница гледам дека многу малку институции се уште го имат решено овој проблем, односно имат направено пристапни рампи само за пристап до самата институција, а не зборуваме за испочитување на заложбата, односно задолжувањето на владата на Република Македонија да сите локални самоуправи и сите јавни институции делегираат, односно назначат официјални лица за помош на лицата со посебни потреби во однос на остварувањето на нивните права и потреби во однос на услугите кои што ги даваат тие институции. Значи, општина Струмица ги испочитува тие задолженија од владата на Република Македонија, именува две лица, односно официјални лица, кои што со име и презиме стојат на официјалната веб страница, кои што стојат 24 часа на располагање на лицата со посебни потреби и се задолжени да помагаат на лицата со посебни потреби во остварувањето на нивните права кои се однесуваат на услугите кои што општината ги дава. За жал, тоа многу малку го приметувам на другите веб страници на другите јавни институции во општината. Но се надевам дека тоа ќе се подобрува и ќе се надминува ситуација. Така. Мора да си признаеме на крајуштата кога зборуваме на таа тема дека сме сиромашна земја, дека нештата на западот во современите земји, во богатите земји се до толку отидени што секоја институција има своји специјални ескалатори во кои количката се закачува на тој ескалатор и се движи нагоре, надолу и така натаму. Постојат специјални лифтови за инвалидизирани лица и така натаму, но велам, веројатно за тоа ќе почекаме. Друга е ситуацијата за вклучување на инвалидизираните лица или лицата со хендикеп во институциите на одлучување, во парламент, во влада, во разноразни министерства и така натаму. Тоа во светот е многу присутно и околу тоа треба да се размислува, но тоа е некаква висока политика. Јас само ќе споделам со вас и со гледачите едно мое искуство. Бев вклучен пред, не знам, можеби 15 на години во еден проект Сите сме едно,
за социјална инклузивност на лицата со посебни потреби. И можем да се пофалам дека бев автор тогаш на химната на таа кампања која беше присутна во цела Македонија, во скоро сите градови. И јас сум, да кажеме, идејниот творец на таа рампа, пристапна рампа пред Националното установен центар за култура Антон Панов, кој подосна беше одстранета заради изградбата на новиот плоштад, и така натаму направивме дури две јавни телефонски говорници тука на плоштадот со да бидат пониски, за да може со количка луѓе да ги користат тие говорници. Меѓутоа, на самиот чин, на свеченоста по повод тој проект во Струмица, дојде амбасадорот на Канада во Белград, а администратор за Република Македонија, кој беше самиот инвалидизирано лице. Замислете, инвалидизирано лице со раце, со мали раце, со дланките му почнуваа некаде од овде. Амбасадор на толку голема земја како што е Канада, во Југославија, да кажеме, во Белград, инвалидизирано лице. Околу тоа треба многу да се размислува, но тоа е тема за некој друг муабет, нели? Имаме и простори за тоа да го дискутираме ако имаме можности. Јас сакам да спомнам дека општина Струмица размислува во однос на вклучување на телесно инвалидизираните лица и во самото функционирање на општината. Ние во секторот за урбанизам и комунални работи, значи, имаме вработено лице кое што е со хендикеп. Значи, во сите други официјални тела во општината имаме вклучено лица со посебни потреби. Одлично. Значи, еве, во општина Струмица постои локално економски социјален совет. Значи, локално економски социјален совет кој што има за задача... Јас имам специјално прашање, господине Милушев, за тој совет, но одиме по ред, нели? Така, во соработка со Центарот на заедницата беше донесена стратегија за социјална заштита. Може ли да прецизирате што предвидува оваа стратегија? Најпрви ова, па потоа за другото прашање. Значи, општина Струмица, како што реков, настојува да биде општина померка на граѓаните. И во рамките на овој проект, општина Струмица организира и отвори канцеларија именувано како Центар во заедницата. Токму таа канцеларија има функција да ја унапредува работата на здруженијата, значи да ги гради капацитет. На сите здруженија, вклучително и на овие. Вклучително и на здруженијата кои што ја третираат ова проблематика. Но не само на здруженијата, и на граѓаните. Значи, таму граѓаните може слободно да се обратат за да добијат информации и упатства заради нивните потреби во однос на услугите на општината. И во рамките на таквата соработка општината Струмица работеше на 4 политики. Значи, тоа се состоеше во подготовка и изработка на 4 стратешки документи во 4 политики. Тоа беа образование, социјална заштита, млади и граѓански организации. И во рамките на овие политики се подготвија, значи, и акцијски планови кои што ја дефинираа визијата, односно преку соодветни активности, мерки, значи силен придонес во реализацијата на тие политики, а кои што се однесуваа на подобрувањето на животот на сите граѓани во смисла на поодделните области. Во тој контекст и стратегијата за социјална заштита, вклучително и акцијските планови, кои што се стратешки документи, силни, развојни и кои што треба да бидат имплементирани во рок од 5 години, значи од 2015 до 2020 година, документи кои што ќе го потврдат унапредувањето и подигнувањето на квалитетот на живот во нашата локална заедница. Сега е време да потрошиме неколку минути од емисијава за оно што предмалку го спомневте. Во Струмица функционира локален економски социјален совет. Која е неговата улога?
Значи, и колку време функционира овој совет? Значи, повторно морам да кажам, односно да истакнам, дека и формирањето на овој локално-економско-социјален совет е пионерски потфат на општина Струмица, и општина Струмица е прва која што донесе таков, односно кој што конституира таков локално-економско-социјален совет како официјално консултативно тело на Советот на општина Струмица. Так. Значи, локално-економскиот социјален совет има за задача да го охрабри и да го поддржи социјалниот диалог, се со една единствена цел да се подобрат економските аспекти во државата. Значи, локално-економскиот социјален совет, согласно одлуката за основање, го сочинуваат членови од општинската администрација, членови од Сојузот на синдикати на Македонија, вклучително и бизнис заедницата преку организација на работодавачи, кои имаат право на глас, и партиципиенти од сите јавни институции во локалната самоуправа, како и невладините организации, младите и, што е многу важно, представник од лицата со посебни потреби, за да може директно да ги артикулираат нивните проблеми во однос на вработувањето, креирањето нови работни места. Значи, тоа е еден многу битен сегмент кој што придонесува, односно помага во протежирањето на тој социјален диалог на ниво на општина. А многу значаен и секако на ниво на држава, бидејќи тој е во целосна соодветност со националниот економски совет во државата. Така. Јас имав концепирано моето сценарио за оваа емисија и прашање колку како општина настојувате лицата со посебни потреби да бидат вклучени во општествените случувања во нивното вработување, но читам дека одговоривте малку пред тоа. Ако имате што да додадете, повелете, ако не да би сакал. Значи, во однос на грижата за нивното економско зајакнување, сакам да истакнам дека општина Струмица уште на почетокот, кога почна да ги развива и да ги креира и унапредува политиките кои што се однесуваат на лицата со посебни потреби, размислуваше и во тој контекст. Значи, таа поддржа отварање на заштитна работилница од Сдруженијето за телесно инвалидизирани лица. Тоа значеше дека на тој начин почнуваме да го развиваме предприемачкиот дух и кај лицата со посебни потреби. Значи, во овој момент работиме на проект за поддршка на стартап бизниси за млади, во кој што и младите со било каков хендикеп, односно попреченост, имаат подеднакво право да ги развиваат своите бизнис идеи, да креираат здрави бизнис планови и да се надпреваруваат за да добијат финансиски средства кои што ќе им помогнат во отпочнувањето на нивните собствени бизниси, креирајќи своји собствени работни места, односно самовработување и во понатамошни услови и економска екзистенција на нивните семејства. Господин Милушев, дојдовме до последното прашање. Ајде да зборуваме по системот што би било, која би било, иако тоа треба да биде, бидејќи процесот на децентрализација го предвидува тоа. А прашањето е дали доколку целосно се префрлат надлежностите од централно на локално ниво во поглед на социјалната заштита, општина Струмица може да го подигне степенот на квалитетот на живот на лицата со посебни потреби. Во секој случај да. Во секој случај да. И во оваа фаза на децентрализација, општината, како што понапред истакнав, согласно законските регулативи, согласно своите надлежности, доста има направено во однос на подобрување на севкупниот живот на лицата со посебни потреби. Но верувајте, со нетрпение ја очекуваме третата фаза, односно наредната фаза на процесот на децентрализација, кој што секако ќе
ќе ни понуди значи нови надлежности, а тоа ќе значи и нови можности општината да ги развива, да ги темели своите политики за подобрување на севкупното живење во заедницата. И се надевам дека тоа ќе се случи во скоро време, бидејќи општината е целосно подготвена да премине кон наредната фаза на децентрализација. Господине Милушев, јас ги исцрпив сите предвидени прашања за овој вечерашен разговор. Останува само да ви се заблагодарам за учеството во емисијата Отворено со општината и да ви посакам успешна работа и во наредниот период, која зборуваме, нели, која го одбележуваме на овој начин 3 декември, светскиот ден на лицата со хендикеп или со посебни потреби. Не смееме да заборавиме дека тие заслужуваат повеќе и подобар живот, нели? И тука општина Струмица не смее, нели, да застане, треба секогаш да ја унапредува својата работа за овие граѓани, бидејќи и тие се дел од општина Струмица. Значи, годината е од 365 денови, не е само еден ден во годината, кога треба да акцентираме или дадеме посебно внимание на лицата со посебни потреби. Сметам дека во рамките на целата година општината мора да придонесува, мора да работи на подобрување на квалитетот на животот на оваа група граѓани. Во однос на онаа што се достигнување до сегашни, навистина можеме да се пофалиме, бидејќи во рамките на и непосредните комуникации со таквите лица, ние во поголем број на случаи сме пофалувани, значи сме и наградувани, но верувајте, и сме и критикувани, бидејќи навистина ние во рамките на таа соработка за која што зборувавме во текот на емисијата, успеавме покрај тоа лицата со посебни потреби да бидат активни чинители и партнери во работата на општината, ги направивме да бидат и силен коректив во работата на општината. Затоа што секогаш може повеќе, секогаш може подобро. Така. Господине Милушев, ви благодарам што бевте дел од емисијата Отворено со општината. Се надевам дека повторно ќе се видиме, бидејќи сте добар соговорник. Ми беше чест и задоволство да бидам дел од оваа емисија и во овој контекст да истакнам дека општината и понатаму останува отворена за соработка, бидејќи таа е општина за сите граѓани. Благодарам, почитуван господине Милушев. Почитувани гледачи, вам исто така ви благодариме што бевте дел од емисијава, бидејќи ја следевте. Довидување до следното издание на емисијата Отворено со општината. Пријатно.